Во македонската кошаркарска Суперлига синоќа се комплетираше четвртото коло. Работнички во градски парк ја солода Лирија со 84-77. Во екипата на Работнички најефикасен беше Иконич со 27 поени, Кнежевич додаде 15, а Мираковски 13 поени. На спротивната страна расположен за игра беше Нешовиć со 19 поени. МЗД Скопје дојде до четвртата победа во Суперлигата на гостувањето кај Струмица. Бранителот на титулата со победата од 72-96 се зацврсти на челната позиција на табелата. Кај МЗД Чековски даде 20 поени, Цветковиќ 18 поени и 8 асистенции, Дамјан Стојановски 11, а Синовец 10 коша. Кај поразената екипа Арсич го заврши надпреварот со дабл учинок од 24 поени и 10 скока. Предходно Кожов ја продолжи победничката серија на домашен парке со одвајќи екипата на Куманова во неизвесен надпревар со 83-79. Следното пето коло се игра на 22 април. Реал Мадрид ја солода Барселона со 2-1 во финалето на Купот на Кралот, кој се одигра на стадионот Месталја во Валенсија. Кралскиот клуб настави без Кристијано Роналдо, кој паузираше поради повреда на коленото, додека Барселона беше без Пујол и Пике. Реал Мадрид стигна до вкупно 19-тиот трофеј во Купот на Кралот, додека нивниот противник и вечен ривал и натаму е неуспешен тим со 26 пехари. Реал поведе на овој надпревар со голот на Ди Марија во 11-та минута, а резултатот во 68-та минута го изремни Бартера, кој стрелаше со глава од корнер ударот на Чави. Сепак во 85-та минута Герет Бел на фантастичен начин, претрчувајќи половина терен, успеа да го солода противничкиот гол и да му го донесе пехарот на Реал Мадрид. Ова беше вкупно 260-та пресметка помеѓу двата најголеми ривали во Шпанија, а 227-ми официјален надпревар. Реал Мадрид засега води со 91-88 во победи. Комплетирани првите средби од плейоф надпреварите во кошаркарската Евролига. Синоќа на програмата беа двете останати средби од првото коло од плейоф фазата. И двете средби завршија нерешено во регуларниот дел, па битката мораше да се реши под дополнителните 5 минути. ЦСКА Москва славеше на домашен терен против Панатинаикос со 77-74. Кај рускиот представник се истакна Сони Вест со 21 поен. Во спротивниот табор незабележителни на паркетот беа Ласми и Макулис со по 14 коша. Емпорио Армани доживеа пораз на домашен терен од Макаби со 99-101. Кај италијанската екипа се истакна Самуел Самардо со 19 коша, додека пак кај израелскиот представник одлична партија имаше Рики Хикман, кој со 26 поени го предводеше Макаби до победа на ова гостување, иако во поголем дел од надпреварот Макаби го бркаше резултатот на Армани Милано. За вечера предвидени се вторите средби од пресметките помеѓу Барселона и Галатасарај и Реал Мадрид и Олимпијакос. Во НБА лигата синоќа беа одиграни последните 15 надпревари од регуларниот дел од сезоната. Еден од најинтересните дуели на вечерта се одигра во Мемфис, каде конечниот резултат имаше и значење за изгледот на табелата. Во директниот дуел Мемфис и Далас одлучува кој ќе оди на Сан Антонио, а кој на Оклахома во плейофот. Сепак по едно продолжение во еден тежок надпревар Мемфис славеше со 106-105 и ја добија Оклахома во следната фаза. Кај победничкиот тим на Мемфис повторно Зек Рендолф беше фантастичен со 27 поени и 14 скока. Мајк Конли имаше 22, а Маргасол 19 поени и 9 скока. Кај Далас Дирк Новицки успеа да офрли 30 поени и 5 скока, а Монта Елис постигна 18 поени со 6 скока. Бостон го пречека тимот на Вашингтон, кој бркаше победа за повисоко место на табелата. Вашингтон ја оствари својата цел и победи во Бостон, а на табелата го помина Бруклин и измина петото место кое му носи дуели со Чикаго Булс во плейофот. Најистакнат поединец беше Олиник со 24 поени и 7 скока. Грин даде 20, а Бредли 18 поени. Кај Вашингтон Бредли Бил даде 27 поени и 7 скока, Букер даде 20, а Гортат постигна 15 поени и 10 скока. Џон Вол на овој надпревар имаше 9 асистенции и 15 постигнати поени. Имаше и неколку изненадувања кои можеби беа и очекувани со оглед на тоа дека веќе се знае кој ќе игра во плейофот кој започнува на 19 април. На истокот двојките се Индиана Атланта, Мајами Шарлот, Торонто Бруклин и Чикаго Вашингтон. На западот Сан Антонио игра со Далас, Оклахома со Мемфис, ЛА Клиперси со Голден Стейт, а Хјустон го пречекува Портланд.